Со новиот оперативен план за активни мерки за вработување ќе бидат опфатени 16.200 невработени лица, од што владата очекува околу 8.200 директни вработувања. За спроведување на оперативниот план предвиден е буџет од 660 милиони денари, информираше вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Приоритет за учество во некои од мерките ќе се дава исклучиво врз основа на критериумите, утврдени за секоја одделна програма, а ќе се настојува да се постигне еднаква застапеност на мажите и на жените и стапка на учество на младите до 29 години, од најмалку 30%, рече Пешевски. Нема да се повлечеме од појаките критериуми за професорите, нема да се повлечеме од контролните механизми за проверка на знаењата на студентите, дали тоа ќе биде државен испит, дали ќе биде некоја друга форма. Меѓутоа, мора да има механизми кои ќе ги проверуваат знаењата на студентите, изјави Абдулаким Адеми, министерот за образование и наука, кој ќе ја предводи работната група на владата. Првата работна средба со представниците на УКИМ е договорена за понеделник. Адеми истакна дека работните групи ќе работат интензивно на концептот и текстот на законот во целина, за да се заклучи дали има потреба за носење нов закон или само за измена и дополнување на актуелниот закон. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира собствениците на домашни животни и миленици, особено на зајци и глодари, задолжително да ги пријават кај надлежниот ветеринар животните кои покажуваат симптоми на треска, слабење, оток на жлездите, рани на кожата и други симптоми заради спречување на евентуално пренесување на болеста туларемија, од која кај нас се регистрирани 3 случаи, а во Косово е прогласена епидемија. Станува збор за болест опасна за луѓето, чии носители се стаорците, зајаците, но и другите диви домашни животни. Туларемијата се пренесува преку директен контакт со угинати животни кои се инфицирани, но и преку контаминирана храна и вода или со вдишување, појаснуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Туларемијата не се пренесува од човек на човек. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска прими делегација на парламентарната група на Бундестагот за соработка меѓу Сојузна Република Германија и Југоисточна Европа. Било разговарано за билатералните односи меѓу двете земји, за европските и евроатлантските интеграции, како и за актуелните случувања во земјава. Иванов изразил задоволство од принципијалната и континуирана поддршка од страна на Сојузна Република Германија за македонските стратешки цели. Не престануваат судирите во Источна Украина. 6 лица, меѓу кои и 3 деца, загинаа во ракетен напад во Луганск и во гранатирањето на Горловка, соопштија сепаратистичките власти во Луганск и Донецк. Во гранатирањето на регионот на Донецк биле ранети околу 30 лица. Во Минск вчера беше постигнат мировен договор меѓу лидерите на Русија, Украина, Германија и Франција. Според него примирието во Источна Украина стапува во сила на 15 февруари. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека Европската унија може да воведе дополнителни санкции кон Русија доколку постигнатиот договор од Минск за прекин на огнот не биде целосно спроведуван. Таа истакна дека лидерите на земјите на Европската унија побарале Европската комисија да подготви итни санкции во случај да не се почитува примирието. Процедурата за избор на нов председател на Грција е одложена за следната недела. Најверојатно за време на викендот ќе стане познато името на кандидатот за таа функција кој ќе биде предложен од владеачката Сириза. Како фаворит се споменува грчкиот еврокомесар Димитрис Аврамопулос, кој според претпоставките ќе биде поддржан и од Нова демократија.